Швајцарската програма е подолго време и работи во економското портфолио на Швајцарската агенција за развој и соработка веќе 12 години во неколку фази. Во моментот работиме на последната фаза и ја имплементираме последната година од нашата програма. Во Крушево сме уште од почетоците и ме радува што сега после толку време успеваме да го видиме заедно резултатот што сме го постигнале. Почнавме со параглайдингот, значи во делот на поддршка околу системот за безбедност, да кажам, поддршка во хотелите на почеток, но постојано сметавме дека треба да се надградуваме и да ја диверсифицираме понудата што Крушево како одржлива дестинација ја нуди. Па после тоа следеше и соработка со приватниот сектор во делот на трасирање патеки за велосипедизам, како друга, да кажам, понуда што Крушево и како може да ја нуди, затоа што потенцијалот што го има Крушево е огромен и треба да се надгради за да понатаму Крушево стане еден адвенчер хаб кој што би вклучувал авантуристички спортови. Тука во моментот и единствениот авантуристички парк во државава, кој што е инвестиција на приватниот сектор, но како дел од понудата е многу важен за привлекување како на домашните, така и на странските туристи. Покрај ова сметавме дека е важно да се имплементираат, односно да се покажат и они одржливи практики што туризмот, одржливата форма на туризам ги бара, и затоа поминавме низ еден процес на обуки, не само на обуки за одржлив туризам, туку и на процес на сертификација на неколку бизниси за да го поминат имплементацијата и согласно стандардите на Green Destination, организација која работа на одржлив туризам и креира зелени дестинации, се обидовме да сертифицираме 11 чинители од приватниот сектор, како тие своите практики би ги имплементирале во нивните, дали угостителски објекти, хотели или други сместувачки капацитети. Покрај тоа, можам исто гордо да кажам дека соработката со општината беше важна од причини што Крушево се појави на светската мапа минатата година меѓу 100 најдобри приказни во светот за одржлив туризам, преку приказната за параглайдерство. Тоа е нешто што беше резултат на заедничка соработка, кога велам заедничка, на сите чинители, дали општината, приватниот сектор, поединци или невладини организации, кои што придонесуваат сето ова да се вклучи во препознавање на Крушево како една одржлива дестинација која што нуди добра понуда како за домашните, така и за странските туристи.